od moj jagol. Mislim, znači postojam. Животот станува се понапорен. Секојдневно се случуваат илјада нешта кои треба да се искоординираат, да се средат, да се поместат, да се направат и на крајот да се решат. Постојат и неочекувани работи кои едноставно доаѓаат како по некој непишан распоред и бараат енергијата да ја искористиме на нив, иако не биле воопшто наред според нашите планирања. Но тука настанува оној хаос и сето тоа што се носи со себе, во себе и прашањето и сега што? Што е приоритет? На која страна да се оди? Што прво да се реши? Се почнува со утрото. Насмевката е поставена, огледалото ведро гледа во вашата става. Се излегува во средиштето на денот што се протега пред светлината на состојбите што се подготвуваат и почнува стартот. Се вдишува со полни гради. Се влегува во автомобилот и се втурнува во сообраќајното лудило кое е влезено во колосекот на секојдневието. Семафор, возиш, застануваш, продолжуваш, гледаш наоколу, пред себе, влетуваат пред тебе без никаков сигнал, те престигаат без потреба, зборат на мобилните како тоа да е од животно значење, се тркаат како да е најважното да се стигне некаде побрзо, па макар и судар да се направи, и така се движи, нервозата и насмевките, и се патува по некој луд колосек на денешницата што едноставно обстојува. Се доаѓа на работното место. Се поздравуваат попатно колегите, пријателите, но ретко кој поздравува и ви нуди насмевка. Како сите да пропаднале во светот на песимизмот и нерешливите ситуации, проблеми и расудувања. А толку е се едноставно. Секој е свој на собствен начин. Секој има проблеми кои не се откриваат до крај, кои со деца, кои со родители, кои со роднини, кои со себе. Но тоа не значи дека треба да се испотепаме меѓусебно, да не се отпоздравуваме, да не проговориме ниту збор за добре дојде, да размениме некое позитивно или друго искуство. Кафе за добре дојде е веќе застарена приказна, останата во одредени формации и кругови и денеска. Добра или сега лоша навика, кој би знаел да каже. Јасно е само дека има убави и понеубави настани, случки, но тоа е животот. Тоа е дружењето со другите, размената на секакви нешта, олеснувањето и бегањето понекогаш од стварноста, а честопати и од негативноста. А и умирачките, да речам, од ковид станаа пусто секојдневие. Бројките соопштени од радиото гаѓаат во душата секојдневно. Се губат од ненадеж блиски. Си одат без поздрав пријатели, колеги со кои кафето до вчера било најсладко, прикажувањето блиско и разбирливо. И трагата останува. Душата боли и мора да преболи, а тешко тоа оди. Чувствата преовладуваат. Болката заглавува. Солзите се ронат сами од себе. Утеха нема. Реалноста продолжува, денот станува ноќ. Го работите секојдневието. Доаѓаат и проаѓаат позитивните и негативните мисли. Се трудите да обстанете во мерките на новото нормално. Слушате, читате вести за ковид, за земјотреси, за умирачки, за потреси на различни полиња и се трудите да останете во рамките на познатото дека ќе биде подобро, ако не сега подоцна. Иако ни сами повеќе не верувате во тоа, но друго не преостанува. Се борите во приказната за животот и така се во недоглед, додека се може.
По работното време излегувате надвор. Ја вадите маската, вдишувате воздух и го фаќате по пладнето со отворена душа. Продолжувате да чекорите, зборувате со случајно сретнатиот пријател, а се почесто и самите со себе, разменувате 2-3 збора и продолжувате кон целта на излезеноста, занесени во доживеаното тој ден, сретнатото, откриеното, понекогаш неверојатното. К вечерината тивко се спушта, часовникот отчукува и смирува тоа што може да се смири. Кога се смирува денот, доаѓаат и новите идеи во вечерта што се спушта. Тие не се секогаш ниту добри, ниту пак лоши. Во секој случај, идеите се вредни да се распостелат пред себе и да се донесе конечниот суд, каков тој и да е. Тука се и другите да помогнат. Јасно е дека никој не знае се и секогаш постои нешто што може да се научи, доучи од некого на работа во обкружувањето. Тоа е просто речено, но пред се треба да се признае идејата и на другиот, да се разгледа и правилно да се свати, за да нештата станат подобри, појасни и општо признаени. Никој сам не го постигнал успехот и тоа е факт. Нема потреба од удирање в гради јас и јас. Некаде, некогаш, некој влегува на животната патека порано или подоцна, тропа на вратата и помага да се одигра приказната во која сте и вие како единка, еден од актерите. Таа испреплетено со другите е постојана и непроменлива. Се врти и некој подобро, некој послабо се снаоѓа на животната сцена. Се што се прави е темел на нешто што постои и само се надоградува со времето што доаѓа и проаѓа, не зависи од нашите желби, нашите мечти, како и да сваќате. Гледано онака од агол, секој од нас има своја тула, свој придонес во градбата што единствено тој го дал во одредениот сегмент од себе за поубаво, за повисоко здание на животниот стол. Вредниот човек има своја прилика што ја користи во секакви услови. Дава се и постигнува се. Има и такви што само се концентрираат на тоа што мораат да го дадат, да го завршат заради тоа што мораат. Просечноста е овде очигледна, како и способноста да се направи нешто повеќе од предвиденото. Двигателот во нас е јасниот показател за работата што се работи заради задоволство или затоа што се мора, а не се сака. Љубов кон работата, кон задоволството, кон моралноста или само завршување без потик, без мотивација за нешто повозвишено. Каде сте? Кога се паѓа, повторно се станува. Критиката е добре дојдена за нешто што мора да се знае или тоа што треба да се поправи и да се доправи во иднина. Тие што критикуваат, потикнуваат всушност нови идеи, нови мислења, спротивности. Првиот напад е можеби горчлив, тежок за поднесување, но потоа критиката може да е и корисна и паметна. Како и да се земе, критиката треба да се прифати на право место од вистинските љубители на зборот и на мислата. Почитувани, не се грижете за детали, тоа е првото правило. Се детали во животот, тоа е веќе второто правило. Затоа, бидете здрави, мислете на добро и чекајте добро. Со поздравот од мене Наташа Андреевска и музичкиот уредник Билјана Николовска. Од мој агол. Мислам, значи постојам.